Почетокот на новата учебна година разбирливо носи поголема раздвиженост во сообраќајот, посебно на пешаците. За таа цел Републичкиот совет за безбедност, заедно со Министерствата за внатрешни работи, образование и наука и за труд и социјална политика, и оваа година продолжува со имплементацијата на проектот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Станува збор за добро познатата веќе традиционална воспитно-образовна кампања да ги заштитиме децата во сообраќајот, со тоа што овој пат фокусот е ставен на заштита и едукација на најранливата категорија учесници во сообраќајот, децата од најниските оделенија, кои што за прв пат се среќаваат со предизвиците од овој карактер. Со оглед на нивната возраст и опасностите кои ги демнат на патот кон и од училиштето, а поради безбедно и нормално движење, и најмладите од нашиот град деновиве беа запознаени со сообраќајните правила и прописи, но на начин малку поинаков од праксата во минатото. Па така, во рамки на споменатата кампања, во четвртокот во Основното општинско училиште Јоаким Крчовски беше одржана промоцијата на DVD изданието Сообраќаен буквар, наменето за најмладата популација. Овој превентивно-едукативен материјал, кој е достапен и на веб страницата на МВР, на многу поинтересен начин и во нова форма поблиска до возраста на дечињата, им овозможува да се запознаат со основните правила и прописи во сообраќајот. За сите нејасноти, но и за проверка на запомтеното пак, тука беа учителките и учителите, училишниот психолог како и представникот од одделот за превенција во сообраќајот од Криво Паланка, Стоимир Стефановски. Преку запознавањето со семафорот и со правилата за управување на тротинет или велосипед, но и начините како најбезбедно да се мине улица или крстосница, децата имаа можност интерактивно да се запознаат со сите опасности кои што ги демнат на патиштата и улиците во близина на нивните училишта и домови. Подетално со активностите кои годинава ќе ги опфати кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот, не запозна училишниот психолог од Јоаким Крчовски, Марина Јакимовска-Митовска. Денеска овдека сме собрани во нашето училиште да се гледа сообраќајниот буквар кој што е во соработка со Министерството за внатрешни работи и со Министерството за образование, каде што е наменет за учениците од прво и второ оделение од нашето училиште и денеска го гледаме овој сообраќаен буквар со цел да се направи поголема внимание и учениците да научат како треба да се однесуваат во сообраќајот, преку возилата, како да ја поминат улицата и така натаму. Ваквиот начин од оваа година почна, со нагледни средства, односно со визуелно представување, минатите години имавме во соработка со Министерство за внатрешни работи, минатите години имавме исто така предавање на оваа тема, како деца да се заштитат во сообраќајот, како може да влезат во сообраќајот, да внимаваат. Меѓутоа оваа година имаме и нагледни средства преку CD, презентација, каде што се надеваме дека и тоа е точно, дека секогаш и визуелната представување, освен тоа што ќе го слушнаш, е подобро да биде подкрепено со визуелно представување. Тоа повеќе им останува во меморијата и CD-то е прилагодено за нивна возраст. Направено е нешто како цртан филм, случки од училиште како ученици одат, она што секојдневно може да се случи, на тој начин прилагодено е CD-то за нивна возраст за да можат што повеќе да запаметат како може да поминат улица, што значи дека ефикасноста се надеваме дека оваа година ќе биде поголема. Што се однесува до училиштата, точно, тие се најчесто на улица, на главната улица се поставени тука во нашиот град. Меѓутоа се надеваме вака континуирано работата и на часовите и вака со вакви представувања, во соработка со други министерства, се трудиме што можеме повеќе да на учениците им представиме со цел подобро да запаметат како да се однесуваат во сообраќај. Сообраќајниот буквар, додека ние бевме во салата на училишната зграда Партизан, го видоа две групи од прво и една од второ оделение, а некој ден пред нив ова го сториле и нивните врсници од подрашните училишта во селата Жидилово и Узен. Презентациите продолжуваат и во престојниот период. Планираме да од понеделник, сега понеделник што доаѓа, планираме да одиме и на терен во подрачните училишта, така да тие што не поминале веќе, повторно ќе одиме и таму затоа што сепак секој пат може да биде опасен, така да каде и да се наоѓаат децата без разлика дали се тука, дали се некаде во подрачни училишта, тие минуваат одат и во други градови каде што има поголем сообраќај, така се надеваме, сите сакаме прво и второ оделение да ги опфатиме во нашето училиште за да се зголеми нивната безбедност. Иако станува збор за дечиња кои пред само месец и половина првпат седнаа во училишните клупи, откако го изгледаа сообраќајниот буквар, можевме да се увериме дека покрај забавната, ефект има и неговата едукативна, практична страна. Кажи ни како се викаш? Додевски Кристијан. Кристијан, кој оделение си ти? Прво. Кој ви беше нагости денеска? Чичко полицаец. Зашто ве учеше Чичко до полицаец? За пешечки премин. За сообраќајот. Кажи ми ти,
Каде се поминува улицата, еве спомна се? На пешачки. А како треба да ја поминеме улицата правилно? Прво треба да поминеме на лево и на десно. Погледнеме на лево и на десно. Добро, ти така ли ја поминуваш улицата? Да, А дали учевте денеска за семафор? да. Колку бои има? 3. Кои се боите? Црвена, жолта и зелена. На црвената боја што се прави? Стои се. А на зелената? Се поја. Сара. Како правилно се поминува? Што запамтите? Треба да се поминува улица на пешачки премин. А што треба да направиме пред да ја поминеме? Да погледнеме на лево и на десно. Добро. А дали смееме да играме топка на улица? Не. Каде треба да си играме топка, на страна? Да. А ако ни побегне топката на улицата, што треба да правиме? Ништо да се погледне на лево и на десно. Бобана. Кое одделение си? Прво. Ти знаеш ли како да ја поминуваш улицата? Да. Како? Што треба да направиш? Пробано видиме на лево и на десно да Дали има? го, да, А каде точно треба да ја поминеме? На пешачки? пример. Добро. А дали учевте нешто друго за семафор, например? Да. Кои бои ги има на семафор? Колку бои? Црвена, жолта и зелена. Добро. На која боја треба да поминеме улица? На зелена. Добро, а на црвената што треба да правиме? На застанеме. Кажи ми како се викаш ти? Филип. Филип, кој одделение си? Прво. Кој ти беше на гости денеска? Што ви покажуваше? Чичко полицаец. И што гледавте вие? Филм? Гледахме филм за собраќање. Кажи ми ти што научи од денеска? Што гледаш? Па научи како се симија од автобус. И како се симнува од автобус? Од степеници. А како после треба да ја поминеш улицата, пред или зад автобус? Зад Како се поминува правилно улицата? На кое место? на пешачки. Што треба да направиме пред да поминеме? Да погледне лево десно. А за семафорот дали учи? Учим Колку бои има на? 3. На црвена, жолта, зелена. На која се поминува? На зелена. Зелената, на црвената се? На црвената се застанува. Значи еве со какви презнања треба да сте вооружени пред да се вклучите во сообраќајот. Шегата на страна, далеку од тоа дека безбедноста на дечињата треба да ја оставиме само на нив. Напротив, родителите дома, наставниците и педагозите во училиштата постојано треба да им даваат совети и практични објаснувања на децата како да се движат како самостојни учесници во сообраќајот, да го преминуваат коловозот на безбедно место, да ги почитуваат сообраќајните знаци и другите правила. Одговорните упорно апелираат и до сите преостанати учесници во сообраќајот, а посебно до возачите. Од нив се очекува да ја намалат брзината кога се движат покрај училишните згради, да не запираат и да не ги паркираат возилата на места на кои би ја загрозиле безбедноста на децата. Се со цел да се поштедиме од стравичната статистика која вели дека само во последниве 2,5 години се евидентирани над 720 жртви во сообраќајот кои се на возраст под 7 години. При 112 деца во овие несреќи ги загубиле животите, додека преостанатите се здобиле со полесни или потешки телесни повреди. На коловозите низ целата држава, само од 1990 до 2005 година загинале 282 деца, или приближно 10 паралелки.